Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин Давид Ристониковски, поранешен амбасадор, аналитичар, одличен познавач на глобалните и регионалните случувања. Добре дојдовте. Добро нашол. Амбасадор е една работа која што во моментот е најактуелна, сите вести во Македонија и во регионот почнуваат со протестот и блокадите на транспортерите кои што имаат блокирано на секоја можна граница, па дури и на нашите 10 граници имаме блокада на транспортниот сообраќај. Единствено за не дај Боже случаи за експлозивни случаи, материи и такви некои работи, жива стока секако, тоа се пропушта. Другото се е замрено, причина е непромислениот во најмала рака кажано потек на Брисел, кој што заедно со оној ново правило за влез и излез ЕЕС на скратено кажано, направи да не можат нашите возачи, односно возачите од целиот Балкан, да престојуваат повеќе од 180 дена, што значи дека кога ќе помине тоа треба да чекаат многу долго време за да може да влезат пак пола година. Пола година во превод. Немаме ние толку возачи како прво. Ама и да имаме. И да имаме, значи нелогично, тие се професионални возачи, тоа си го работат. Се бараат начини како да се среди тоа, каже и владата еведенска и вице-премиерот Николовски, година дена се обидуваат да го решат проблемот, нема одговор од Брисел. Дали ова е единствениот начин да се блокира, сепа да им се покаже, ало луѓе, што правите буквално кажано? Апсолутно им честитам на таков еден исчекоен таков потек, бидејќи ова не е прв пат. Еве Македонија веќе колку од распадот на Југославија цело време си играат мајтап со наф и ние молчиме, се правиме недоведни, се правиме отсутни така натака. И знаете, има одговор на тоа и поконкретен ако вие немат веќе слух и разбирање за нешто што е нормално, практично, недискутабилно ако сакате. Се направи иста мерка, се договорат сите овие земји кои се засегнати со тоа и камионџиите од Европската Унија во нашите територии може да бидат по 6 месеци, разбирате ли, по 180 дена, не може повеќе. Ќе му вратите, разбирате. Знаете, во меѓународните односи основно правило е реципроцитетот. Да. Вие нам, ние вам. Вие нас, нам разбирате, ние вам. Така да тоа се прави и ова ме радува што се договорија, излегува дека ќе покажат заби. И целиот Балкан заедно сите засегнати земји во моментот го правиме истото. Конечно Балканот да се обедини околу видите, нешто. Додека не покаже заби кога си прав, никој не те есапи. Македонија е класичен пример за тоа. 35 години, да не речам што не прават. Разбирате, си мајтап со нас. А ние се правиме, голтаме кнедли. Знаете, ако сте спремен да голтате кнедли, ќе голтате само поголеми. Нема се намалуваат. Нема да речи некој, па греота се, слушај, се обидовме, не успеавме. Ќе продолжат. Еве, Македонија е класичен случај на тоа. Што ни прават од 90 година до денеска? На кој дереđe донесоа? Ама со наша вина. Затоа што ние ќе виткаме, разбирате, ќе виткаме врат и тоа има последици. Да не зборуваме на последната влада што беше до скоро, која распродаде све, разбирате. Каква ќе беше ситуацијата, еве, да направиме една утопија, тоа е страшна, не дај Боже, нели, или еве, што би се случило, кога би се случило, кога Заев, Ковачевски или Филипче беа на власт еве сега во моментов и се случуваше ова со транспортерите. Што мислите, како ќе реагираат тие? Ја не верувам дека тие ќе излезеа како денеска Николовски, ќе кажа подршка целост ова што го прави Европа. Теоретска шанса нема. Што ќе направеат тие коленичари, сервилни, субмисивни? Ќе голтак недли. Ќе голтак, ќе продолжа со истата политика на нели така во право и Брисел ќе рече. Да, нема да изрезуваме ништо, ќе се седиме дома. Кече така од Брисел, така директно. Што дека од Брисел? Брисел не е светски центар, не онда ти е по Библијата, разбирате. Дори Библијата има викат 1000 верзии. Значи ништо не е ни трајно, ни дефинитивно, ништо. Има уствари Абрахам Линколн има кажано ништо не е дефинитивно решено додека не е коректно решено. И тоа е факт, разбирате. Ништо, значи, тоа важи за договорот од Нивици, тоа важи за договорот за непријателство со Бугарија, ништо не е дефинитивно. Се што не е коректно, разбирате, што не е принципиелно и што не е прифатливо, се е привремено и све на маса за да се дефинира и да се промени и да се прилагоди на реалните услови, на реалните потреби и на правда, така сакате во основата. Каде е тука прагматиката на Европа? Зборуваме за
Европа, зборуваме за фирми, еве во Македонија 90% од оние потир зоните се Најголемиот европски фирми. извоз, Па си ја најголемиот сечат гранката на која што самите седат, така испаѓа, си пукаат во нога, колку уште народни поговорки на ова поле да кажеме, зборуваме за нивни фирми кои што прават обрт на пари. Нели, мислам, многу е нелогична целата ситуација, да не може тебе година дена да не даваат изим. Не, така е, како што кажав ти со другите примери. Видите, ова со камионите Да. е ситница, која нас не погодува, која е апсолутно надвор од умот, глупост, ако сакате, иако не е тоа дипломатски збор, разбирате. Меѓутоа, што прави Европа во однос на Русија? Знаете, ќе ви цитирам, сега имам две изјави на Бисмарк. Бисмарк е првиот германски канцелар, од 1871 до 1890 беше канцелар, тој обедини Германија околу Прусија, 17 германски мали држави биле, ги обединил сите. И тој има кажано, вика, тајната на успехот во политиката, знаете ли која е? Добар договор со Русија. И уште нешто има кажено. Вика, русите секојаш доаѓаат по своето. Вели, не се надевајте дека кога еднаш ќе искористите слабоста на Русија, дека постојано ќе добивате, вика, дивиденди. Не, вика, русите секојаш доаѓаат по своето. И се видите кога еден пред скоро 200 години човек, врвен германски политичар, дефинирал нешто, што прави Европа? Европа главната задача е да се конфронтира со Русија. А оттамо влечеа ефтини газ и нафта, разбирате. Германија стагнира и назадува сега, бидејќи ги нема тие погодности, разбирате. И тие сите сакаат да војуваат со Русија. Токму АДФ денеска реагираше, ако видовте со... АДФ има најпозитивен став. И знаете... Да не Северен тек барат оштета од кого друг од Украина, затоа што германската економија претрпе милиарди и милиарди загуба. И ќе трпи. Да. И уште ќе трпи. И знаете што е тука уствари најинтересното, дека Европската Унија, значи со својата политика према Русија се негира самата себе. Руската Федерација има преку 40% територијата на Европа. Од Урал навака. Натака имаше 17 милиони квадратни километри, разбирате. И се ти игнорираш некој кој е 40% од Европа. Можеш ти да направиш обединување на Европа и некаква заедница, некаква унија без ти 40%? 6% на обединување. Значи 40 и нешто сега со овие деловите од Украина, кои се веќе прогласени како руска територија, може и 45%. И за ти, со тие на Русија, велам, го цитиравме Бисмарк, еден од мудрите луѓе на минатото. И ти сакаш целата политика ја водиш на конфронтација со Русија. Европа не може да биде ни безбедна, ни просперитетна, ни, како да речам, обединета без Русија. И првите идеи околу обединувањето на Европа по многу индикатори историски доаѓаат од руските мислители, умни луѓе и така натака, разбирате. И обединувањето на Европа и Европската унија се историски достигнувања. Ама видите што прават. Вклучувајќи, ова е, велам, само една ситница, глупост, обична една просто неверојатна работа со камионџии, разбирате. Гледате дека тие луѓе, без оглед што се нивни компании... Може само да се иземат од правилот. Има повеќе начини кои што им се понудени да се прифатат за да, нели, функционира работата и никој да не е оштетен, бидејќи тоа тие не се азиланти, мигранти, а сето ова се сведува на проблемот што Европа самата си го направи со мигрантите, па сега построгите правила за влезот во земјата се должат на мигрантите, кои што тие си ги земаат за да направат работна ефтина сила. Без оглед што се тие компании, главно нивни и така натака, во принцип ти правиш една работа која е надвор од умот, разбирате. Ти го знаеш дека некој од тоа живее, дека тоа е таа комуникацијата, ти ја прекинуваш комуникацијата. Стекната веќе, да. Еднаш стекнато право веќе не се денеска ти да прекинуваш комуникација, а тоа во основата е точно тоа, треба да си отсутен, да не знаеш, да не разбереш основните работи, разбираш. Го спомнавте Бисмарк, мене ми текна една друга работа која што така се потсетив на неа пред една недела кога Британија испрати на Гренланд еден офицер за врска. Ама еден цел. Сега, ова се случува истото време кога вие кажувате за Бисмарк, ова е во меѓупериодот, предпоставувам. Тој работи на некои стратешки планови, му доаѓаат и му велат Бисмарк,
не нападна Британија, а тој им се свртел и им рекол уапсете го тој човек и продолжил да работи. Во превод и тогаш и Британија имала војска колку што има и сега, така што ова сопраќањето на еден војник ме потсети само на за жал нели целата работа. Вкупно испадна, јас ги броев 37, па Германија врати 15 следниот ден и се. Еве, од Македонија и транспортерите да преминеме на ова глобална тема, се вика Гренланд, големото или малото парче мраз, иако и Трамп тука направи еден добар кикс кога прошета има киксови, има грешки, пингвинота, пингвините се на јужниот пол, не се таму, на северниот. Па малку фати се светот, но еве, што беше приказката на Трамп? Дали повторно побара премногу за да добие нешто што и онака не би го добил, или нешто поголемо стоеше за тоа златна купола што треба да прави, она што мора да го има, нели како што кажуваше и сето тоа. Како гледате на прашањето на Гренланд? Видите, прво факт е дека уште во 19-тиот век Америка покажувала интерес за Гренланд. Така. Уште во 19-тиот. Во 1946 година, разбирате, прв пат сакале да окупат. Во 51 година подписаа договор за отворија база, која и ден денеска е. Меѓутоа, во меѓувреме, доека траеше студената војна, те има 20 територии, 20 делови од Гренланд кои го користеа за војни потреби. После кога, нели така, се распадна Советскиот сојуз, кога прекина и кога Фукујама се затрча со крајот на историјата, разбирате, тие ги повлекоа, тие немаше потреба и остана само едната воздухопловна база која и ден денеска функционира. Така да не е тоа ништо ново. И кога зборуваме веќе на тоа, знаете, имаше Трамп е прагматичар. Ке се залета во нешто, меѓутоа кој ќе види дека тоа не оди, одма се прилагодува, за разлика од европејциве. Иначе, мала дигресија. Мислам дека ова европска погрешна политика, која е апсолутно несоодветна на интересите прво на Европа, мислам по моја анализа, по моје сваќање, можда грешам, е резултат на фактот дека тие до Трамп вториот мандат беа американски пион, апсолутно да. Американски вазал беа тотално. Све што се случуваше во Унијата, вклучувајќи и Македонија, беше резултат на американски политики, не на политики на Брисел. Светски аналитичари ги нарекоа спонзоруши. Спонзоруши, Лош грд збор ке рече некој, но ама добро, тоа енергијата од овие, безбедноста од оние, а ние сме оние со старата култура и велам, беа пиони. да. И кога што се случи, одеднаш Трамп направи револуција, мора да му признаеме, направи неверојатна длабока револуција во меѓународните односи и никогаш нема да биде како што беше некогаш. И што се случи, европејциве се најдоа затекнати. Ако и тие исто преку ноќ променат својата политика, ќе покажат дека до вчера биле вазали, разбирате. И тие на крај, мора се признае, нема избор во дадената ситуација, ако го следиш него, ќе испаднеш дека си без достоинство, без своји принципи, без своји правила, без своји политики. И тие тргнаа во погрешна насока, прудолу, разбирате, и ќе рушат Европа, ќе војуваат со Русија и така натака и така натака. И сега да се вратиме повторно на Гренланд и на Трамп. Знаете, Трамп, која рековме дека е прагматичар, прво рече дека ќе освојува со војна сила. Тоа беше апсолутно блеф, разбирате. И тоа го не го разбраа сите европјани така малку, не го разбра и не сум сигурен дека и тој не мислеше така. Уплашија. Дури и со него и не сум сигурен дека и тој на крај не мислеше дека ако нема друго решение ќе одиме на тоа. Меѓутоа, апсолутно тоа беше надвор, тоа никогаш нема се случи. Второ, на дневен ред дојде и НАТО, обстанокот на НАТО, дури од Данска порача, употребеше сила, нема веќе НАТО, разбирате. НАТО ќе обстане, разбирате. Така да, тоа е вториот, да речам, столб, ако сакате, или факт кој е неспорен. И третиот клучен факт, велам, ова Русија го ставаме настрана. Сега рековме дека Русија стана веќе нешто друго. И третиот е Европската Унија. Односите меѓу Вашингтон и Брисел се дефинитивно срушени. Тука нешто позитивно нема да има. И претходно, иако тоа не беше јасно,
али се назираше, имаше факти, аргументи, а Америка не ја признаваше и не ја ценеше Европската унија. Кисинџер рече, па кому да му телефонираш во Брисел? Вика, нема со кого да разговараш и да говориш. Друго е кој имате вие, го имате, не знам, било Мерц или било каде, со Германија може да говориш, овде нема. Разбирате? Така да, тоа се тие елементи кои се неспорни во Гренланд и во однос на тие односи. И ова, пак да се вратиме на Русија, таа промена која направи Трамп во однос на Русија, рекаме, е фундаментална промена на меѓународните односи, бидејќи според теоријата на Бжежински која доминираше бар до сега во Америка и во сите тим тенкови, руската сибирска мечка е главниот непријател, главниот душман и мораме да биде тоа концентрирани. Ова рече не. И знаете, Кисинџер, повторно ќе го цитирам, на времето рече, ваквата политика, ако продолжи, американска, мисли, војната меѓу Америка и Кина е неизбежна. И овој дојде и рече, чекајте, ако има војна меѓу Америка и Кина, сега главниот противник, главниот душман, главниот ривал е Кина, и ако има војна меѓу Русија и Америка, што правиме, ќе го уништиме светот. А тој е бизнисмен, тоа е века позитивната страна на неговиот привод, со нив треба да соработуваме. И он ја сврти за 360% целата американска политика и со Русија рече, ќе соработуваме. Дори сега во овој одборот за мир, го покани Путин, разбирате, Европа не знае што да прави, сваѓате. Така да покажува еден прагматизам, една позитивна политика, која апсолутно ги промени тотално меѓународните односи, значи од корен ги промени и живееме во нов свет, нов поредок кој уште не е тотално дефиниран, ќе има многу уште предизвици, уште многу изненадувања, уште многу ризици ако сакате и меѓу другото тука спаѓа и Гренланд. Да се вратиме повторно на Гренланд, значи велам интересот на Америка за Гренланд не е нов, уште 19 век потекнува и Трамп уште и пред во првиот мандат сакаше да окупува, овие рекаа нема. Некој договор е направен, некој рамковен договор, како што викаат, меѓу него и шефот на генералниот секретар на Руте на НАТО е направен. Меѓутоа, важно е да таа конфронтација која на некој начин ја стимулираше и, како што вие рековте, он на некој начин блефира Трамп, бара премногу за да добие помалку. И тоа е една, знаете, он е бизнисмен, во бизнисот, тоа е нормално, саѓате. Како викате, и во дипломатијата е така, вика. Ако преговарате, вика, оние минимални, максималните ваши барања, максимални ќе представите, како минимални. Ако ги позиш како минимални, ќе те сотрат, ќе те земат се. Амбасадор, имаше едно интересно тврдење токму на еден историчар британски, Најал Фергусон се вика, вели, ќе кажам повторно, половина од времето Трамп блефира. Истото беше, вика, и кога беше во првиот мандат, но вика, тогаш, вика, европјаните не го зема апсолутно за сериозно, вика, и тука е грешка. Ние американците. А, вика, сега грешката е целосно поинаква, вика, затоа што сега, вика, тој блефира повторно, ама сега тие сосема сериозно 100% го сваќаат на место да свата дека човекот секогаш половина зборува вистина, односно блефира и блефира. Мислам дека е тоа ја погоди сршта Фергусон на целата приказка, токму и вие што го зборувате. Сгрешија во првиот мандат, тогаш вика, ајде, нели што збори овој, а сега се потресуваат и паѓаат во несвест кога ќе спомне нешто, ниту едното, ниту другото не е правилното. Видите, разликата меѓу првиот мандат на Трамп и сега е тотално различна основата, разбирате. Затоа што во првиот мандат Трамп беше новак. Дојде тука без искуство, без корени, нешто што длабока држава зад него, што немаше од длабоката држава, од безбедносниот комплекс, од олигарсите и така натака. Тие не му дадоа да дише. Така, имаше време да свати меѓу мандатите каде што е, зошто е кога настапи сега. Он ја научи лекцијата тогаш. Да, но овие не. Де факто по првиот мандат не му дадоа да диши, разбирате. Го држеа за врат цело време. Ама он човек, нели така, искусен човек, свати и сега одма почна, расчисти све. Иначе знаете кога е во Америка кога се менува администрацијата, 20.000 службеници врни се менуваат. На времето, сега не знам, али веројатно сега повеќе, не може да е помалци.
Така да една цела администрација. Овој сигурно има 50.000 променето, разбирате. Минимум, така да, расчистено се, разбирате. Од УСАИ до што ти не свати дека првиот пат, он немаше ги лоцирали меѓувреме и проблемите. Немаше капацитет во првиот мандат, немаше искуство, не знаеше како функционира тоа, затоа што он беше велам новак, не беше од естаблишментот. Естаблишментот си има прои принципи. Не бранувај, терај, она што е длабока држава свет, тоа свет е дел од животот, што се вика, и немаше избор. Сега овој рече има да расчистам и расчистува. Така да, велам, за Гренланд ќе се најде решение, тука нема што, затоа што интересе и сега она што е тој меѓу како го ваде рамковен договор, рамковните договори каала нашиот од Охрид се опасни разговори, бидејќи никогаш не знаеш на што си, али овој рамковен договор во основата се сведува на тоа дека безбедносниот аспект на Арктикот, кој ни така добива на значење, се менува климата, се топат морињата, мразовите, така да тие северни патишта ќе бидат се повеќе и повеќе актуелни и интересни, разбирате. Значи, мора да се најде безбедносно решение, али во рамките на НАТО, и тоа не е спорно ни за Данска во крајна линија, и тоа што викате вие, тој како го златната купола и така натака, со системи за одбрана и така ќе нема да биде спорно. Велам, имал веќе 20 територии, делови од тако веќе користел. Значи, може тие ќе се ватат на почетокот. Па после евентуално ќе се прошири и вамо таму, така да решение ќе се најде. НАТО ќе опстане тука бидејќи тоа се уште американска алатка, иако таа алатка е ствари американска за Европа, тука има сериозни промени во американската политика, вика, доста трошаме за вас, сами ќе се браните, тие 5% во НАТО и така натака, и ќе се прилагодуваат. И сите овие европски лидери кои сега скокаат, разбирате, ќе си легнат сите на бражно. Ќе им треба време. Па им предстои смена каде и да бидејќи ниту еден од нив според анкетите дали бил Макрон, дали бил Мерц, дали бил Стармер, значи никој не жива голема левитира, нема никој никакво. Никој и следните избори се печени за промена, така што се така да задните што се вели крици. Американската политика и Трамп сега како мислам и со одборот за мир и сето така како се таблира, разбирате, тоа веќе недопирлив станува. А како гледате на тврдење на европејците кои што прогласија политичка победа во Давос, велејќи дека ги деескалирале заканите кои што Трамп претходно им ги упатил. Јас се сеќавам добро дека како Трамп долетуваше прва летна фон дер Лајен, после Макрон со тоа на очарчињата, следуваше Мерц кој што рече не се сретнувам утре дента, тој најмаш испадна, тој остана до утре дента, овие избегаа истиот ден кога дојде Трамп. Сега, како може тоа некој и канаѓаните и европејците да го толкуваат како политичка победа врз Трамп кога целиот свет мисли поинаку? Видите, прво во Давос лекцијата ја одржа канадскиот премиер. Изворено излагање, која рече, луѓе, не заборавајте. Стариот поредок помина. Има нов и ние неаме избор кога да се прилагодиме. После тој договор, Трамп го избриша од одборот за мир, канадскиот премиер, зашто де факто можеше контр, разбирате, во многу што на начинот на кој се проструктурира Америка во моментов, разбирате, е неприфатлив. И Европа е тука во право по многу што, али велам, маневарскиот простор им е мал. Така да во целина, саѓате, тој нов поредок веќе не се јасни контурите, напротив, она што е моментално што се надзира како нешто веќе неизбежно или како правец на развој е загрижувачко. Самиот одбор за мир, тој... Дали е тој компензација за Обединетите нации, нешто ново што прави Трамп? За НАТО не е, но... Видите, прво и прво... Како еден вид на аливи за тоа што ќе прави во иднина. Видите, прво и прво, никој не го спомнал кај нас, дека одборот за мир е резултат на резолуцијата 2800 на Обединетите нации. Таа е формирана, тоа е американска резолуција, таа е формирана
во со резолуција 2803 на Обединетите нации од 17 ноември минатата година, 2025 година. И во неа, значи таа американска резолуција, во Советот за безбедност 13 членки гласаа за таа резолуција, освен Кина и Русија. И Русија рече, вака како што ова замислено, али таа да се разбереме, тој одбор за мир е само за Газа. И тој одбор за мир, според резолуцијата 2803, треба има своја, да речам, ефективна важност до 31 декември 27 година, значи за неполни 2 години. И тамо не го спомнуваат, очигледно американскиот план за Газа се однесува само за Газа, се однесува на американскиот план за Газа, се однесува за таа американска резолуција и во таа резолуција, разбирате, како анекс е ставен планот на Трамп за целосен крај на конфликтот во Газа, разбирате. И тамо, значи, али тоа е анекс, према тоа е дел од резолуцијата. И тамо вели дека на тој кој е одборот за мир е формиран со резолуцијата. Так. А според анексот, шеф на тој и безкомпромисен шеф е Трамп, да саѓирате. Меѓутоа, кога тоа беше изгласано, велам, Русија и Кина беа против, апетитите на Трамп порасна и тој после тоа прави нов исчекор. Овој одбор за мир или Board for Peace, како го нарекуваат, прави еден устав, ако сакате, односно чартер, односно како би рекла македонски повелба, која е колку 7-8 страници, разбирате, во која ги развива сите делови, меѓутоа Газа се спомнува само периферно, разбирате. И во тој, како се вика, устав, наречам, или повелба на одборот за мир, вели, за да приоѓа, за да ги замени институциите кои досега не успеа да ги решават проблемите. Тоа се Обединетите нации, токму така. И тоа има изјавено. Иако коренот му доаѓа од Обединетите нации, од таму го зема легитиметот, меѓутоа и буде рефлаканица. Мора да се и он рече, има изјава негова, вели, слушайте, Обединетите нации сега он нели 8 мировни договори постигнал, што е помалце прашање, дали колку и што, али, вели, со Обединетите нации воопшто не им помогна, значи, заслугата е негова. Понатака во тој негов програм, да бидете во чартер или устав, вели, вика, одборот за мир е меѓународна организација и која сака да ја промовира стабилноста, да ја врати меѓусебната зависност и законското владење. Так. Кој е законско? Каде во државите? Да. Ако сака да направи, да нападне некого и така, има алиби. Има алиби, значи, слушайте, тоа оди многу подалеку. Вика, тоа ќе работи, вика, во согласно со меѓународните закони, вика, и треба да биде тоа се потврдено во согласно со овој устав. Значи, тоа е и над меѓународното право, разбирате? Тоа е неверојатно како, значи, и он е, да не одиме во детали сега, тој е главен, нема никаков лимит на неговото владење, наследникот може само тој да го одреди, сите одлуки тамо што ќе бидат, не така, 6-2 земји се поканети, сите одлуки мора он да ги потврди. Так. Значи, наследникот сам ќе го одреди, сите одлуки да ги отврди, он ги одредува сите колку ќе покани, велам. И кога била и во Обединетите нации, русите кога беле воздржани кинезите од резолуцијата 2803, русите рекле, ова му се дава преголема власт на Трамп. И тоа е факт, разбирате. И знаете, сега има интересно, значи, поканети се во првиот круг
И после тоа се преширува, велам овдека, нема никаква врска со Обединетите нации, вели има $1,000,000 кој сака да биде стален член, 3 години ќе биде членството на другите кои се колку тие ќе даваат придонеси колку сакаат, значи нема одредено све, разбирате. Тоа на некој начин е слично на Советот за безбедност. Да. Ти имаш стални членови кои овдека даваат по $1,000,000, тамо се овие 5 држави, другите во Советот за безбедност, кој е некоја неформална светска влада, има значи 5 стални членки и 10 привремени. Тие 10 привремени се бираат на 2 години. И секоја година се бираат 5 нови, нели така се заменуваат секоја година по 5 нови и така се дара. Овој истично го прави, значи овие ќе бидат стални со милиарда. Платиш, што е овие така, овие по 3 години. И тие може да им се продолжи за 3 години уште нивното членство со одлука во негова, разбирате. Тоа е де факто еден начин како Трамп лично да го контролира светот, разбирате. И мислам дека тоа нема да успее, по моја длабоко убедување, иако од 19 земји веќе со Америка 20 го прифатија во Давос, разбирате, меѓутоа знаете вика од 62 поканети, тоа све е избор на Трамп. 20 прифатија, 7 најавија, меѓу кои и Албанија меѓу другите, 25 немаат одговор, тука се Русија, Кина, Бразил, Австралија, Австрија, Чешка, Грција и така натака, 9 одбија. Одбија Франција, Германија, Исланд, Италија, Норвешка, Словенија, Шпанија, Шведска и UK, Обединето кралство, значи главно членките на Европската унија. И Трамп изјави исто така, ја сакам да продолжи Обединетите нации, ама не сум сигурен дека тоа ќе се случи. И веќе знаете се да направи некоја дистинкција. Има 2 извршни одбори. Едниот е за Газа, а другиот е за светскиот, да речам, одбор. Што му беше и целта преку Газа да го пропне ова. Иначе не знам колку е познато во Давос, кога овие 19 членки потпиша заедно со Америка, Кушнер, неговиот зет, имаше презентација како замислуваат Газ. Она првата негова идеја дека тоа ќе биде туристички ресорт каков нема во светот. Ривиера како нема во светот. Меѓутоа сега, за разлика од првиот пат, вели, никој од палестинците од Газа не треба да си оди. Сите се тука добре дојдени и тука ќе имаат перспектива за работа така натака. И сега интересно е во тој за генерален директор на овој извршен одбор, веќе има тамо се одредени Младенов е бугаринот Младенов. И има во овие странскиве анализи, има вика зашто Бугарија вика се затрча. Пеевски, тој што е на црна листа на Америка, тој го форсира тоа, вика, за Америка да го избриши, вика, од црната листа, вика. Дел од Бугарија скокна против решението. Али велам дека резултатот, дека тоа не е идеја ни на Желјасков, него тоа вика на Пеевски, кој е таму така партнер на Борисов и така натака. И во тој овој генерален директор е Младенов, бугаринот, кој ствари е и некој координатор за Блискиот исток во Обединетите нации, значи има некој искуство околу Газа. Тамо е Рубио, тамо е Витков, Кушнер, Блер, председател на Европската банка и така натака, значи направени се извршен одбор веќе е конституиран, со тоа може да се шири, членки може да бидат само председатели на држави и на влади или да има да одредат своји представници. Извршниот одбор вика секој 2 недели треба се среќава. Значи набиена агенда. Набиена агенда, разбирате. Сите одлуки мора он да ги потврдува, вика ништо не е потврдено. Така се работи за еден анахронизам меѓународен. Велам, лично сметам Друштвото на народите, Друштво за мир, и Друштвото на народите немаше такви ингеренции, таква разбирате, унифицираност. И се некои велат дека, уствари американците велат дека е тоа нов систем на мултилатерализам.
Слушайте, мултилатерализам не е еден да доминира како што Така, случува. русите, кинезите, индиците, Ја мислам дека си нема да направат прифатат. паралелно друго друштво, Нема ќе го да наречат прифатат. нели за мир на не знам што. Нема На да третата прифатат. страна ќе се јави Бразил со некого Никој нема со да прифата. малку Мислам е- дека никој не ги. Да. Иако Путин понуди милиарда долари, значи ако одите за мир, за вамо таму, еве пари имате, али тие што се заробени, нели кај ни Така, разбирате? Али јас мислам дека ни Русија, ни Кина, ни Бразил, никој нема да прифати од нив. Па нема да Русија прифати да шеф им биде Трамп или било кој американец, разбирате. Мислам дека нема. И мислам дека целиот процес ќе пропадне, целиот проект ќе пропадне, али велам ќе доминира во светот, уште некое време велам ќе се врши селекција, ќе почне да функционира, али ќе се покаже дека тоа не може да биде решение за светските проблеми. Али Трамп ќе го на еден или друг начин злоупотребува и понатака, да биде како нели така човекот кој носи мир, кој ги решава проблемите. Сега веќе има институционален приод, разбирате, и му е на некој начин дори полесно и по легитимно, иако и ќе се повикуваат веројатно и на Бетенаци резолуција 2003 дека слушајте, овој одбор е формиран во Бетенаци, иако тоа нема никаква врска со ова што сега се прави. Дали мислите дека премногу е мека реакцијата или ја нема на Обединетите нации, бидејќи ова е една паралелна организација по теркот на Обединетите нации, кој што меѓу другото и се токму со седиште во Њујорк, односно во Соединетите Американски држави. Дали мека преблага име реакцијата или па и наликува тоа, доликува, бидејќи во однос на се и секогаш беа такви и се на тоа дередже на кое што се токму поради тоа што не реагира за ништо, или пак ако реагира, тоа беше советот давно, направете го ова, го осудуваме и што со тоа ако осудуваме? Видите, веќе долго време Обединетите нации изгубија својата смисла, не само својата улога, него својата смисла изгубија. Знаете, веќе сите ги игнорираат, веќе сите, велам, поготово со ова промена на американската политика во однос на Русија, и тие ставиат до знаење. Од сега се договараме ние со Москва, со Кина, веќе има договорени два средби, ми се чини со Си Џинпинг има там договорено, и тој де факто, знаете, Обединетите нации функционираат благодарејќи на финансирањето на Америка. Америка веќе се повлече од УНЕСКО, Америка се повлече од Светската здравствена организација, ќе се повлекува се пошироко и широко, и разбирате, и на крај велам, Обединетите нации кој во последниве, да речем повеќе, еве дека биде 5 години, чул било што направиле Обединетите нации, никој ништо, разбирате. Значи, тоа се една бирократска машинерија, една збирштина која де факто само води сметка за своите интереси и ништо не прави и нема никаква улога во светската политика. Кај нас сините шлемови ви текнува на граница што ги снема откако Циле потпиша за Тајван, па Кина ги тргна и... Видите, порано има Обединетите нации на Газа, која почнува 67 година судирот, тие отидоа тамо, беа присутни, разбирате. Нема тука што. Можда не игра улогата никогаш каква што би требало да игра, затоа што, знаете, тамо доминира секојаш американците. И тие ги канализираа работите према нивните интереси, разбирате. На времето дека Советскиот сојуз беше кој имаше биполарно со светот, имаше некој баланс. А кога се распадна Советскиот сојуз, кога Русија дојде и во 90-те години времето на Елцин, на банкрот и така натака, кога беше потполно повлечена, разбирате, овие почна да прават што сакаат и прават веќе што сакаат. Да не зборуваме само о Балканот, во цел свет, разбирате. Што направат, идоа во Ирак, отидоа во Афганистан, 20 години потрошија, ништо не постигна, разбирате. Така да тој униполаризам, разбирате, не води кон резултати. Тој води само кон доминација, кон злоупотреби и, што мислите, Америка ќе ги решава работите на некој глобален, во врска со некој глобален интерес, во врска со своите собствени интереси. Секогаш, и тоа најтесни. И тоа е нормално, ако сакате, и природно. Така да, светот се промени, има апсолутно нова констелација во меѓународните односи, дури најновите пораки сега од Гренер, најновите се на европските земји на кандидати за членки во Европската унија, значи на нас вели, размислите што ќе правите. Зашто веќе меѓу Америка и, како што рековме пред малку, и Европската унија, мостот е срушен. Тука веќе нема
враќање назад, само прашање како ќе се искристализираат некои нови односи, али велам, веќе она што беше го нема и дури велам пораката после на Гренел од кој е близок до врвовите на американската политика, вели, размислете што ќе правите, со нив или со нас. Така да, предизвикот ќе биде огромен, разбирате. Токму тоа ќе биде дел од нашите разговори во следниот дел, вториот дел, кој што следува по рекламите, мора да одиме со нив. Со нас амбасадорот Ристо Никовски, ќе зборуваме токму за Европа, каде е, што е, кво вади се Европа, би рекле, нели, или каде одиш. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е амбасадорот Ристо Никовски. Амбасадоре, зборувавме за Европа, тоа што се случува во светот, Трамп, нивната во наводници победа на Давос и сето тоа, но токму во американската национална безбедносна стратегија беше најавено дека за 20 години Европската унија ќе исчезне, односно ќе се распадне. Една нова стратегија која што извадија минатата недела не е толку остра кон Европа, ама не е ниту блага, но еве колку е тоа реално, дали некој така му се сонило нешто што сака да го види, или сепак е и реално тоа што го зборуваат, имајќи предвид дека европјаните се како рогови во вреќа. Тоа е факт, нели, од жалосен биле и ќе бидат, но еве се покажува се повеќе и повеќе, секој влече на својата страна. Имаме еден судир сега и на суверенистите наспроти оние атавизмите, така наречени неолиберали, кои што се на заминување, на залезот на својата кариера. Зборувавме тоа се случува и во Франција, и во Германија, и во Британија. Едноставно суверенистите, односно десничарите, напливот нивни е видлив, токму поради политиките погрешни, претходно направени од оние, дали биле лабористи, дали бил Макрон, дали биле Мерци компанија, но што се случува во Европа и дали е можно, еве, за 20 години да јас нема, ние до тогаш нема ни да влеземе, или како што велат, извинете што сум екстензивен, ако влеземе во меѓувреме, ние ќе бидеме последни што ќе излезат, затоа што нема да ги исполнуваме условите за излегување. Така, да. Не бе, реално ли? Тоа е добра шега, добра шега. Не само ние, него овој балкански земји, балканските вика дека влезе, вика кога се распаде, вика ние само ќе останеме, вика нема да можеме да излеземе. Да ги исполнеме условите. Видите, прво и една основа да го нагласиме. Европската унија е цивилизацијско достигнување и ќе опстане. Ќе се реформира, ќе се прилагодува, може ќе има нови екзит, како британскиот што беше и така натака. Значи, останува. Цивилизацијско достигнување. Исто така е и еврото, разбирате. Исто така е и Шенген. Само, велам, ништо не е фиксно, ништо не е една за секојаш дадено, према условите ќе се прилагодува. Видите, имам еден случај кога работе во Лондон, еден новинар британски пред монетарната унија, пред да се воведе еврото, тргна од Лондон со 1000 фунти. Отиде во Франција, ги смени во Франци, ништо не троеше, отиде во Германија, ги смени во марци, отиде во марки, отиде во Данска, во што беше Круни, таму? Круни, во Шведска, во Круни, во 5-6 земји беше, никаде ништо не купуваше, се врати во Лондон со 500 фунти. Так. 500 фунти беа потрошени за ништо. Тоа покажува, ми се чини, е символ како таа разединеност Европа на еден мал простор, не така колку има 50 држави или 45 колку се без овие другите. Значи, обстанува. Второ, веќе рековме да го повториме, мостот меѓу Вашингтон и Брисел е срушен, нема да постои, али е тоа и добро, зашто Европа ќе свати дека мора самата да се организира и самата да го најде тој свој, да речам, систем, потреба за опстанок, разбира. Да не се подпира на никого, као што правеше во минативе децении. И трето што е тука клучно, обединето, го рековме, па ќе го повториме, бидејќи ми се чини суштината на сето ова што го зборуваме, дека Европа обединета, безбедна, напредна, просперитетна, без Русија не може да биде. Што побрзо го слада тоа? Тоа поарно. Од повеќе аспекти, од економски со енергенси, така и така натака и така натака. И знаете сега, кој е хендикепот на Европа? Тоа е Унија, се обидува да прават федерација, не успеава, не така, Лисабон и така натака и така натака.
И Европската Унија, за разлика од Америка, членките одвојуваат 1% од БДП-то, од бруто домашниот производ, за заедничкиот буџет. Во Америка имате 50 држави, богати сите врвно разбирате, одвојуваат 25% од својот БДП за сојузниот буџет, федералниот буџет. Ете силата, разликата во силата, разбирате. Америка собира 5.000 милиарди долари за буџетот за заедничките трошкови, разбирате, а овие собираат многу помалку. И затоа Америка со таа своја, како што имаше и така и длабока држава, УСАЕ и сите, разбирате, сега скоро читав кога 1.000.000 руски евреи преминаа во Израел, Америка ја помогна израелската држава за да ги акомодира, да направи станови така, 10 милиарди. За 5 години им доделија по 2 милиарди годишно за да градба на станови. Знаете каква е тоа економска моќ. Так. И затоа Америка доминира на светот, не само по економски, не само по воен план и разбирате и технологија, него и на економски план. Како и затоа гледате, беше само една реченица. И затоа беше Русија и Советскиот сојуз де факто не беше компатибилен до крај и не беше ривал до крај затоа што имаше воена моќ, имаше политичка моќ, ама немаше економска моќ, разбирате. А сега Америка е заплашена бидејќи Кина и едното и другото и третото го има. И таа се повеќе доваѓа до израз и затоа Америка мора да се прилагодува, да бара нови начини, да биде прагматична како што е и да оди понатака. Извините, ве прекина. Како го гледате оној момент што Америка, односно Трамп, сватија дека немаат потреба од подизведувачи, од оние предузимачи што ги нарекуваат, нели? Зборуваме за невладините организации кои што нели црпеа силни пари и кај нас милиарди од нив, но и во светот, значи ние бевме мали деца во однос на тоа што се случувало насекаде низ светот. И сега решија дека не само USAID и останатите кои што беа реално државни агенции, ги чкртнаа тие, но ги чкртнуваат и невладините организации. Парите, еве во Африка го покажаа тоа токму, дојдоа, им дадоа колку пари за здравството. Еве ви, директно од Америка, не преку невладините, бидејќи направиле математика. Ако влезат 2 милиарди, дека 1 милиарда можеби ќе отиде на вистинското место, а милиардата друга останува кај невладините, кај овие, кај оние, односно како што кажав ти со парите што се губат, што се губеле низ Европа, така се губеа тука исто. Многу е по-конкретно, ќе бидат сите и многу позадоволни. Ви треба милиарда, еве ви милиарда. Нема да добиете 500 милиони. Као нас што ни вела, знаете, потрошивме 500 милиони за судството. Кој ги виде тие пари? Знаеме кој ги виде тие пари, нели? Така што може ќе беше по-конкретно да им ги даде на судиите, на македонската влада, карикирам или нешто. Како гледате на овој начин, исто така на сечење на каналите на корупцијата е ова, но и на прагматично онака, еве ти ги парите, троши ги да нема некој да ги зима за бадил. Одговорот е ова што пред малку го зборувавме. До сега се обидува однатре да ги рушат државите, да влијаат, како што нашата беше шарна револуција, така беше кафедифената револуција во Украина, во цел свет мислам да го правила. Сега ќе имаат одбор за мир, кој што ќе има невидени ингеренции со шеф Трамп, до кога ќе видиме и како, разбирате, кој де факто ќе ги обединува државите и ќе влијае на еден поинаков начин. Видите, американското влијание во светот нема се промени, да не забораваме, имаат преку 850 воени бази во светот, преку 850. Русија и Кина имаат по една-две, не повеќе, разбирате. Овие 850. Америка ги контролира сите мориња. Таа моќ американска е експонирана из цел свет и таа ќе продолжи. Велам, сега ова бараат нов начин кој де факто ќе бидат некако не само арбитар во светот, ќе бидат некој носител, затоа што велам, не само што тие ќе решаваат кај што има војни судери, него кај што има и лошо владење, разбирате. Ала Мадуро и така натак. Велам, еден многу опасен систем. Така да Европа и тоа исто го Како да се прилагоди Европа на овие нови времиња? Европа без Макроновци, Мерцови, Каја Каласи, Добро, тие се се уште тука. Тие се се уште тука. Меѓутоа Европа ќе мора да го бара својот начин, својот пат. Веќе рековме дека без Русија не може, дека мора да се извршат сериозни измени, дека тука
мора да најдат начини. Знаете, сериозна и крупна и би рекол историска грешка Америка е што ја подценува Европа и што ја отфрла целосно. Затоа што ако има Америка некаков природен партнер, природен сојузник, тоа е Европа, разбирате. Па доаѓаат од Европа. Овие го отфрлаат и до сега беше, сега веќе е тоа отворено, еко враќање нема, али Европа треба да го бара својот начин, својот пат, меѓу другото. Знаете, 27 земји се. Тие нема никогаш да се договорат заедничка безбедносна и надворешна политика, никогаш. Вака како што е. Ако дадат на федерализација, тоа нема да успее исто така. Така да мора се бараат нови форми, мора се бараат нови начини и исто така голема грешка е што не одат на проширување, бидејќи овие земји што останаа де факто 6 од Балканот, без нив Европа е ранлива. Знаете, тие 6 земји, ако тука има незадоволство, сиромаштија, криминал, дрога и така на натаму. влезот на Европа. Европа, светот ќе биде, Европа ќе плаќа цената, разбирате. Тоа е грешка. Меѓутоа, Европа во однос на проширувањето е апсолутно единствена. Проширување нема да има уште долго и тоа треба да бидеме чисти. Само ќе ви кажам два примери. Шулц, претходниот германски канцелар, рече земјите од Балканот ќе бидат само во пакет примени во Европската унија. Тоа значи никогаш. Косово кога ќе биде? Сега, разбирате, ако и Данска му откаже признавање, така има 6 земји. 6 земји не го признават, значи тоа е надвор думот. Дојде Мерц, во коалицијскиот договор кој го направија, стои влегувањето, зачинувањето на Балканот во Европската унија ќе биде во група. Значи никогаш. Так. 62% од германците се против, или французите се против проширување, 67% од германците проширување нема да има. И ова втора лига која веќе се повеќе се спомнува трета брзина, шеста, реалност, разбирате. Тоа веќе треба да си помалку наивен да не го разбираш. Со создавањето на Европската политичка заедница, кај што членуваат и Велика Британија, 51 држава се таму членки, ако не се лажам, со сите овие поранешни советски републики кои не така на некој начин рефлектираат према Европа, тоа е де факто политичката компензација за Европската унија. А фон дер Лајен објави, промовираше 4 столба за кандидатите за членство во Унијата, кои де факто исто така покажуваат дека проширување нема. Првиот столб е ќе се отвори повеќе заедничкиот пазар, значи тоа не е спорно. Так. Второ, мора да се зголемува регионалната соработка на земјите кандидати. Трето е реформите внатрешни и четвртото се поголема достапност до фондовите. И таа достапност до фондовите веќе рефлектира со 6 милиарди кои ги одредува за балканскиве земји, така да тоа се веќе чекори кои дефинира, значи од една страна имаш политичкиот дел кој е субституиран, од друга страна имаш кога е економскиот дел субституиран. И завршена приказна, разбирате. Така да Европската унија уште долго ќе има период на венење, на едно вегетирање, бидејќи нема тамо сили кои ќе го направат тие реформи кои ги направат, али велам, излез нема друг и веројатно кои ќе дојдат новите владетели, АФД во Германија има многу по-логична политика во однос на Русија, например, разбирате, екстремната десница сваќа дека Европа не може без Русија. Велам, тие десни сили секаде се повеќе доаѓаат до израз, а сите тие имаат некоја пообјективна политика во однос на европската иднина, во напредокот на Европа, во конструктивниот развој на Европа, разбирате. Така да Европската унија веќе има и самата закажано дека без реформи сите велат, без внатрешни реформи нема проширување. И тоа е факт, разбирате. А тие внатрешни реформи, кој ќе го промени системот на гласање за прием на нови членки? Никој. Кој ќе прифати? Не само Орбан и Фицо и не знам чесите, разбирате, кој ќе прифати да нема право на вето? Кој ќе прифати да Германија, Франција, евентуално Италија бидат лидери, а сите други да бидат втора група? Никој нема да прифати. Така да, дали еден ден ќе ја примат Црна Гора,
600.000 луѓе една улица во Берлин, разбирате, поголема улица во Берлин или реон нека биде, ништо не менува, ќе докажат дека ќе покажат дека Европската унија сепак се проширува, дека тоа не е мртво како перспектива, како процес, како процедура, како план, како визија, разбирате. Иначе јас тврдам, сега најновото е фон дер Лајен рече дека до 2027 ќе ја примат Украина. Тоа се све матење вода, Така. психолошка Ветер во едра, поддршка, да. чиста психолошка поддршка за Киев, иначе тврдам, јас сум убеден во тоа. Украина никогаш нема да пред во Европската унија. Не за 2-3 години, никогаш. Дали Албанија, ако под американски притисок, што да се збереме, тие инсталации американски во Брисел се силни, тоа нивно лобирање, влијание и така натака, се още останува. Дали Албанија под силен американски притисок има нешто, јас лично не верувам. Али не треба да се исклучи, велам, затоа што и Албанија 2 милиона луѓе ништо не менува, али велам, тоа се отворени прашања, иначе другите ќе останат, Европската унија ќе вегетира, ќе се обидува да направи реформи, а тоа ќе трае и да се разбереме новиот систем за преговори кој го промовираше Трамп пред 4-5 години, разбирате, во него за земјите кандидати да станат членки мораат да бидат компатибилни со нивото на развој со Европа. Европа има 35-6 БДП, бруто домашен производ по жител, а ние овде играме 7-8-9, нека биде 10.000. 4 према 1 прилик. Тоа не е Кога ќе ги стигнеме? Кога ги стигнеме, сме живи и здрави. Така. Дали ова не го сваќаат само СДСМ и Филипче, кои што како слепи за стап се фатиле за тој влез на бугарите во уставот? Мислевме дека сватија дека поради тоа траснаа 4 пати поред на избори, очебено не сватиле, но зошто не сватат дека нема потреба од брзање, бидејќи никој никаде не брза, ниту тек така ќе не прими, ниту пак ако го прифатиме тоа како што прифатија претходно со Преспанскиот, нас на голема врата ќе не внесат, нели, со ловорики на црвен тепих, тикви варени со расол, веди македонскиот народ. Видите, истиот синдром како што има Европската унија со влијанието на Америка, тие СДСМ беше донесена на власт. Тоа сите го знаеме. Да. Со директно инволвирање на странскиот фактор, смената на Груевски како премиер беше класичен државен удар организиран од странство, затоа што човекот не сакаше да го менува името на државата, да го игнорира, да го бриши македонскиот народ. Овие све прифатија, разбирате, и сега како да ја промена таа политика? Тие под диктат, знаете, а тоа не е никакво оправдување. Ако си ти лидер на држава, нека врши кој сака да те притисок, ти ќе браниш сопствените интереси. Да речем по нашите комити, последниот Куршум користеле за себе, не се предавале, разбирате, се бореле за оваа наша слобода денешна. А ти, ако ти капитулираш и голташ цело време кнедли, извини, ти си предавник, нема друг избор. Така да, тие немаат сега избор да именуваат тие политики, затоа е нивниот сегашен конгрес завчера се одржи, покажува дека таа партија апсолутно се отпиша себе си од македонската политичка сцена, иако не извршат, а очигледно нема да извршат кадровски, длабоки, сериозни, генерални, најшироки кадровски промени, таа партија треба полека ќе нестане, разбирате. И штета е, таа партија има некоја традиција, има некоја, да речем, своја историска улога, каква е да била таа во целина, така да тие ако не се променат генерално, нема никаде да стигнат и тоа е штета за Македонија, што ни треба опозиција. Меѓутоа, знаете, оно што го спомнате прашањето. Македонија во никој случај не сме да ги внесе бугарите во уставот како конститутивен народ и не барат како малцинство. Тие 50 години сака да влидат како малцинство, ама се сепна, сватија дека тоа би било будалшина, ако тие малцинство, значи ние сме мнозински народ, тие сака да бидат уставотворни. Значи, од 41 година со други зборови, кога беа окупатори, тие тогаш ја формира Македонија. Се бореле за Македонија, ќе спомнам. Што е велам, нивната цел, прво основно правило е, тие што велат дека, ама зашто ќе ги смениме, ќе смениме уставот, што сме изгубили, ќе ги ставиме хрватите ваму таму. Ама чекајте, хрватите, црногорците, босанците не се спорни. Мислам, не се спорни од во никој поглед, бидејќи тие не велат дека македонци нема.
Тие сите признаваат и свесни се и почитуваат дека сме ние македонци. Што вели Богософија? Нема македонци. Така. Се ако нема македонци, што мајка да извините барате во нашиот устав? Бараат затоа што со дадените пасоши тие вергуваат дека сите сме ние пород бугари, разбирате, и дека утре задутре ако ги ставиме така во уставот, ќе бараат Охридскиот рамковен договор ќе биде играчка према тоа ќе бараат. Ќе бараат институции, ќе бараат партиципација, ќе бараат школи, ќе бараат учебници, што нема да бараат, разбирате. Така да се е тоа катастрофа и ние тоа во никој случај не смееме да го... Значи, прво да се прашаме, зашто сакаат? Ако сакаат само да се гордеа, да се фалат дека се македонски устав, извините, тоа личи на детско резонирање, разбирате. Значи, тие сакаат со конкретни намери да оваа држава ја бугаризираат, а за жал да се разбереме, за нив стојат многу посилни фактори, нас не прекрсти Грција, не прекрсти Грција, нас не сака да не бугаризира Софија, тука се тоа пошироки политики против кои ние мораме да се бориме. И во тој контекст, момент е да нагласиме, што често наши политичари зборуваат за стратешки договор со Америка. Македонија нема стратешки договор со Америка. Ние сме нивни стратешки партнери, бидејќи све нивно, што ќе ни кажат, што ќе ни диктираат правиме, ама тие не се наши. Ние со нив имаме декларација за стратешко партнерство, ја имам тука, можда да ја покажам, е пола страница. Бев на подпишувањето во Вашингтон со Милошевски и да. Кондолиза Рајс. И тоа беше една утешна награда, едно извинување, можеби во крајна линија на Џорџ Буш, помладиот, кој во Букурешт на самитот на НАТО не успеа, иако најави. Тој, јас бев на вести тогаш во сите најавив, тој рече 3 земји ќе влезат и утредента не влего. И не влего. А знаете ли дека вечерта, истата вечер кога јави, знаете, и кај нас влада едно апсолутно погрешно сваќање дека нашето членство во НАТО во 2008 година во Букуреш го спречи Грција. Ама ми се молам, ако Вашингтон, Америка сакаше да Македонија стане членка на НАТО, Грција ќе спречеше. За уши и Грција ќе спречеше. Вечерта кога Буш се затрчи, кога неговите му рекоа, бидејќи беше на крајот на мандатот, да беше на почетокот на мандатот, никој ништо не можеше да може и ние ќе станевме членка тогаш. Меѓутоа, он беше на крајот на мандатот, веќе водеа сметка за пост-Бошовата политика неговите соработници, тие му рекоа дека Македонија не може да биде примена и вечером го молел, тоа знам изворно Турција, дека турскиот председател тогашен Ѓул го молел да не блокира или трите или никој. А ние пак тоа што правиме една стратешка грешка, што турците не ги замоливме во некој начин и не ги инструиравме на друг начин. Ако поставете ултиматум, или трите или никој. Разбирате, тоа не го направивме, затоа изгубивме и тоа стратешко декларација, изјава на пола страница, тоа нема никакво значење, никој не се обврзува на неа и да не се лажеме, ние немаме договор стратешко партнерство со Америка. Ви благодарам што бевте мој гостин. Времето е тоа, ќе продолжиме во друга прилика. Ми беше задоволство. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.